Вака, најчести грешки се пешачките, значи пешаците фактички на пешаци што Ајде од почеток, ајде не е страшно. Пешаците на пешачките, фала на вашето примање зборови. Прво да те извини, што да правам сега? Чекай, устава. Доаѓа третото продолжение од мојата обука за А категорија со автошкола Мартин, каде што после теоретскиот дел и после полигонот, каде што бев доста збунет сум сега и во оваа епизода, бидејќи ова е мое прво искуство со мотор, прво искуство со волку голем мотор и со брзини, и искрено да, сум исплашен, бидејќи не знам што ме очекува, но учењето со Стефан е толку лесно, толку забавно, како што можете да видите до сега, и едноставно многу лесно и брзо се привикнувам на моторот и на сите нови предизвици кои што сега ќе ги имам во градскиот метаж, така да сега продолжувам да возам со Стефан. Се овака, кога застануваш позади камионов, застани полево или подесно малце, за да можете да видите телевизорот. Добро. Полево, подесно вак? Да, зошто? То он мене ме гледа само се. Тебе не може да те види. У случај ако стави викат се нешто што ретко се случува, али гледај да не случајно стави, така да бегај се или полево или подесно секогаш да може да те види. Ради безбедност. Све што нема следен на телевизор, камион, автобус, комбе, нели, пикап, нешто било што све што е малце поголемо што нема следен на телевизор, бегај полево или подесно во твојата летна станица, сема да може да погледне, чисто да му светнаш малце за да знае дека има мотор позади. Добро, при возење вака треба да возам во средина или треба да возам лево или од десно од лентата или кај сакам? Вака, кога има движиш се на средина на лента секогаш, освен ако гледаш дека има улје истечено, песок, знае да има нели од гумиве што трга во средина, поготово еве стража. Добро. Да, движи се по кај што газат гумите на колите на камионите, нели таму движи се, таму некогаш е побезбедно. Али па кажам, тоа е проценка, во глобала секогаш сме на средина на лента. Значи можам да се избегнам, да, до сега. Не е проблем, да, слободно смееш. Све што е фактички од твоја лента, нели смееш да си, како да кажам, да си... Добро, значи по закон и за возење не е проблем да свртам малце по лево или подесно во лента. Секогаш застануваме со втора брзина, така да више можеш да веќе втора брзина да набавиш нели со мотор на почиње. Ага. Супер. Сега ќе дам само на забелешка ова кога го правиш нели од трета во сега во втора си, така? Да, сасвим втора. Да. Кога го правиш од трета во втора со мотор на почиње, може собе само сисни малце задна кошница со десната нога ножна сисни, чисто да ти светне што под позади. Аха, за да ме гледаат другите возачи. Да им даеш до знаење се на оваа брзина не игра улога, али не знам, патавина возиме малце побрзо 80 Значи кога би направил ти од пета у четврта, тој позади тебе не очекува дека ти ќе успориш, нагло што има многу јако моторно кочење моториве, не очекува дека ќе успориш, а ти успоруваш, нели? Вака чисто се штитиш да не случајно некој од позадите ти се доближи многу или да може тутек. Да. Има логика. Да, Кирил, кога сме покрај школа, секогаш да знаеш зона 30. Да. Така да не само да нема знак, али не, 30 е ограничување на брзина покрај школа, секогаш да знаеш. За кратко ќе дојдеме до Лежички. На Лежичките во глобала ги поминуваме со втора. Можам да си ги избегнам као со кола или морам Не, врз нив? ќе се качуваш на нив. Ќе се качуваш врз нив. Добро. Ги поминуваш со втора, нели малку зборуваме за тоа се стајни. Тоа е тоа. Добро. Толку се премногу спорт смееш да ставиш на мотор и од втора во прва брзина, али мислам дека си окей со втора. Еве го иначе знакот зона 30 дека завршува зоната, ама нема кај почнува. Да. Кој све у нашата држава што не е добро водбележан. Добро, Степан, сакам да те прашам на што најчесто паѓаат другите кандидати, на што треба јас да внимавам додека возам? Најбитно сме се пешаците што, нели, има тесно ќе идеме тука иначе да знаеш. Добро. Поминуваме многу голем број на пешачки премини кај што, нели, има многу пешаци, мотор, нели, се вози во топло, ајде кажеме, кај што има многу велосипеди, тротинети поново. Да, ген. Тука ќе ти кажам само една забелешка, геопазиш овој асфалт е многу мазен. Иако нема дупки, асфалтот е истрошен, да знаеш, и на мотор знае некојаш да залиска, така да докато закочиш понагло, знае да зализва небито на пред или задно. Чисто да знаеш, сега ќе разликуваме, еве, два вида на асфалти, сега ќе видиме. Добро. Да, овој асфалт е доста
па може би приметуваш доста е помазен, доста истрешен, ама нели? Да, си примет. Да. Право продолжуваме. Сега да знаеш, еве ти и овде имаш еден пешачки и после имаш уште еден пешачки. Кај што- Да, тука многу малци се познава. Да, во нашево возење, па може да поминуваме преку 100 пешачки во еден циклус што возиме машала. дневно, да. Така да тоа се многу голем број на погледнување нели од двете страни на пешачките од лево и десно, што ето тоа е како кажам најголем проблем кај кандидатите за да Предизвик. ово е више друг асфалт што возиме, така да ово е доста како кажам, Да, Да, се гледа тоа е малце така, по-грубо да. ова. овде Да. немаш проблем никаков. На семафорите лево идеме. Колку треба јас да се одржувам на вниманието да бидете цело време позади мене. Не се киле за тоа. Ти гледај си, нели, како кажам, пред тебе како функционираш, јас те пратам тебе, така да јас се движам со Да, твоето на темпо. пример за полагање, пошто треба да биде некако приколка, Да, како да. еден позади друг Да. цело време, да. Ке ме пратиш на телевизорот или глобално јас се привикнувам на твоето темпо. Освен да не леташ ти, нели, да не возиш премногу брзо за да не те бркам. Иначе И да не се пикам во измеѓу коли. да. Ти си голем колку кола фактички. Така рачунај си. Десно идеме? Сега пошто семафорот е скриен, тек сега видов дека Так. е дополнително десно. Одлично. Тука ќе ти дам една забелешка, само немаше десен жмигавец. Да, изгасиш. Право, продолжуваме. Да, прати го семафорот, зашто е малку сокривен, не е баш прегледан, али ете ќе подискочиш малку ќе го погледнеш, али забелешката ми е само жмигавецот тука во оваа ситуација што беше. Жмигавецот, да, ми се изгас. Тоа со кола така ми се случи кога полагав, паднав на тоа. Да. Ете, Тоест не паднав, добив негативни поени. да. Оде малце коловозот е нерамен, али мислам дека нема да ослиш никаква мака. До крај па десно идеме. На страна целиот филовец сега што научиш, мора ти кажам дека моторот е стварно многу лесно за возење. Да, супер, да. Доста е, што знам, доста е низок, лесен за контролирање, тежината му е доста доле, така да Лесен е за мислам дека нема да Да. ослиш мака, да. Жмигавецот сега го даваш малце порано, зашто тука десно имаше пат кај што можеби некој би помислил дека идеш десно. Одиме десно се позиционираме во глобала, ако ти е чувство па и продолжуваш, нели тоа е тоа. Рачунај дека на секоја раскрсница имаш два пара пешачки, еден пред, еден после, не битно дали идеш право, лево или десно. Да. Очекувај дека имаш два пара без пешачки. разлика Баш сега што ќе ги дојдеме до- нема на асфалтот доле. Да. Еве сега ќе дојдеме до таква ситуација. Ние ќе продолжиме право. Поглед имаш пред пешачки или пред раскрсница, право идеме ние, поглед дека има и лево и десно пешачки, а има и право горе на лежачки од сега за нас уште еден пешачки. Иначе тука асфалтот баш е лизија. Да. Иначе почнав ова ти што ме го кажеш со ножна кошница ветрава. Дури ми е по-добро, помалку да, користе? да. Далеку е побезбедно за разлика нели од предната. Со предна, да, пошто предната знае да ме укопа напред и да ме лизне дури. Да, нормално е зашто знаеш барало се бара доста навикнување на моторот. Многу појако кочи, посензитивна е, така да ја во глобала кочам 17% на задна, 30% напред. Аха. Да. Да, а кога би ставил пајачина на кошници, 17% кочи јако предната, а 30% Обратно. јако Да. кочи задна. Да, обратно, да. Сава требаше со жмига за да? Да, за ова жмигавец и за следново комбева. Сега кога го заобиколуваш, погледни само на левиот ретровизор, зашто ја влагам во туѓата лента, во левата лента влагам. Да, ако гледаш дека има нешто да слободно бега полево или подесно, во глобала не е толку страшно, зашто зборам не е страшно за наша брзина, што сме доста спори Да. и не правиме некои си, како кажам, нагли движења, али да, зашто да ги намокаш гумите со улја, кога можеш нели да го избегнеш. Каков е интересот на возачите денес за те полагаат за нота? За разлика, пример, од пред неколку години. Во последниве неколку години искрено е доста зголемен. Според мене причина број еден е што премногу више, еве за Скопје сега ќе зборам, премногу е гужва што нели више има премногу гужва со паркинзи, нема место за паркинзи, така да доста Причината зашто јас полагам е баш и тоа. да. Значи доста се префрлуваат луѓето од кола нели на две тркала. Нели еве општо има повеќе многу и тротинети кои се движат од полица и точаци. Така да, добра алтернатива е плюс што Да. јас барем еве додека возам доста уживам, што знам доста е поинтересно за разлика од возење кола. Опуштено е. Тедувка ветра кога се собере.
нема нервози. Всушност со мотора многу поинсталирано возењето во градот и со кола. Па, знаеш, има предност, не можеш тука десно кидам иначе. Добро. Не можеш да се јавиш на телефон, не можеш да, како да кажам, значи повеќе се фокусиран некако по сообраќајот, но доста е и поризичен, нели? Така и на тоа треба да се внимава многу. Сега внимава дадам жмигавеци за пешакот и за полата. Супер, право продолжуваме. Кога имаш вакви нешто нарамнени на патот, тој колку ти ефтин чисто смееш да ги заобиколиш, иначе остани си во лентата твоја, продолжи си. На кржниот тек ќе излеземе на првиот излез. Добро. За кржен тек ќе си дадеш жмигавец само кога ќе излегуваш, доколку ти чисто не влагаш, можеш и без застанување, тоа е тоа. На излез даваме жмигавец, нели чисто да знае во случајот комбело Мерцедесов дека може да Дека си тука се исклучува. да може да се продолжи да се преси. Еве сега имаш интересна ситуација, нели ќе почекаме Volkswagenот само Golf, Да. не гледаме тебе што е, така позастане си, почекај си. Многу е битно што си вака позициониран доста полево за да ти биде видикот отворен. Така да секогаш практикувај го ова, не да станува точно позади колата, туку биде малце позициониран полево, за да нели, да видикот ти биде малце поширок, сега ти кога си на мотор гледаш од малце повисоко за разлика од кола, така да тоа е предноста, али у глобала да ако застане си полево, им даваш право, идем иначе. Им даваш до знаење на сите дека нели сакаш да заобиколиш нешто. Тука баш не се гледа пешачки. Да. Очекувај дека на секоја раскрсница имаш и пред и после. Колава пред нас прави грешка. Гледај колку е лево да стават. Значи сега доколку дојде плавава кола, гледај не може да фати убав флаг. Не знам дали приметуваш кај е до твојата лева нога полната линија? Полната линија, да, добро. Еве, не, полната линија од лева страна. Погледни позади да видиш. Гледаш, значи за да фатиш лак овде на лево, продолжиш се право, знаеш, не фаќај камо него на лево. За да не му скратиш движењето во случајов на Фијатов белово количе. Така, значи ова ти е максимум што би можел да идеш на лево. Овака со нозе смеам да се движам сега пошто станав брза. За волку кратко да. Да, иначе нали за волку кратко да. Опет. Тука можеш да си пробаш трета и четврта да ставиш брзина, чисто да осетиме малце, Во моментот сум се четврта. односно чисто да знаеш да планираш на семафорите ќе идеме десно. Така да нели ќе треба со моторот почне да се вратиме до втора брзина редоследно. Пробај кога правиш така моторот почне да држиш кошницата малце. Супер. Или пак кошницата можеш и да ја допираш неколку пати, чисто позади штопот само да светка И тоа прво многу благо како да сигнализира, Да, кога се појави. веќе да ви искористам сепак моторното почне. Да, овде имаш лева за школа. Овде само на земја обележено што којше ја ги практикувам вертикалните знаци, што хоризонталниве може да падне снег, може да се излише, така да според мене вертикалните знаци се поубаво објаснуваат некако, да. Зашто стануваат подолго, ете на земја 30-ката више пише малац од малац излижена, па ја кажем окей, се познава, ама утре ако падне снег или нешто нема да може да се гледа баш убаво. Сега на ваква ситуација јас паѓам. Не паѓаш ти, зашто не е твоја кривица, тоа си продолжуваме. Кога ќе можеш кидеш во средна лента, доколку ти се случи ова, не е ништо страшно, зашто не е по твоја вина. Ќе продолжиме право исто тука. Не е по твоја вина, зашто влезе на сила, мислам дека таксист беше. Колку е високо нивото на сообраќајна култура кај нас. Ева вака ти што имаш многу поголемо искуство секојдневно со кандидати. Да, поготово што те гледа. Каква не сообраќајна култура? Поготово што те гледа во Илече, нели, јас со табла, сега ќе видите позастанеме негде на страна. Ајде малце ќе да станеме негде на безбедно, после автобуската би било тоа негде. Левата патика ти е отврзана и може да се заглави во мењачки. Да, си има случајно тоа еднаш, така да може да се заглави во мењачки да не можеш до лесот да допреш со левата нога на земја, да знаеш. Така да кога ќе возиш можеш и врвките да ги ставиш колку што можеш навнатре, за да не се заглават во мењачки. Ќе застанеме негде после автобусот, после плавиот автобус. Знаците што ги гледаш, секој знак ти важи да знаеш до првата раскрсница. Особено вие што ти укажуваат нели дека има ленички, еве на 30 ако гледаш ова 30-кава, значи ти важи до првата раскрсница, да. Чекаме пешачки, така по правило? Не. Нема, еве го тука го стави еден голем само. Да, иначе да, треба да има, ама нели одлучи да го стават тука дека е влезна школа. Затоа го ставиле баш на ова место. Иначе да, треба да има кај што покажа ти. Дори са без разлика
што јас имам простор, морам да те почекам те, не смеам да пројдам, кај што технички ти не можеш. Да, значи ваква ситуација ти ме чекаш, не влагаш сам, чекаш да влеземе заедно да поминеме. Иако има простор за тебе точно да си поминеш. Ама ова се исклучиво само ради Да, полагањето. да, иначе утре слободно. Иначе во реална Да. ситуација, И законски мислам Може. точно имаш ти простор точно да си поминеш, така да чим нели не се пикаш, не се буташ на ноза за да поминеш милиметарски точно, чим те собера најнормално, тоа е Е. тоа. Слободно смееш. баш сега таман да те прашам, дали знаеш дали кај нас е дозволено, како ние амерички закони, на семафор, дека можам да се пикнам измеѓу возила, на застанати возила. Да, се уште не е дозволено, во све поише, еве во Америка, во се поише држави се дозволува тоа, изгаси го само шмигавецот. Во се поише држави се дозволува пикањето, да кажеме, меѓу коли. Така да што според мене може да биде само доколку колите стојат и го правиш ти со тоа многу мала брзина, чисто да е безбедно само за да поминеш напред да семафорот. Да, со време чисто застанати возила да. на семафор, дека се чека. Во прва брзина Да. со најмала, како кажам, со 5-6 на сат, чисто да можеш да Да. реагираш доколку нешто ти искочи или некој фалират. Сад тука ќе ти даме на забелешка, ќе можеш да застанеш на стоп знакот. Тоа е баш кај што сум јас точно. Ако ја гледаш Добро. линијата кај мене тука позади. Да, Да, това е. да. Ама Значи да, ќе да, застанеш да, тука, да, да. секунда две ќе спуштиш нога, па ќе се дојдеш сега на видно поле. Кај што Добро. си сега дојде бидел, Аха. Че прво застанувам таму, да, после после тоа тоа идеш на видно поле. се придвижам до... Сега јас бидел да. уште малце понапред. Добро. Значи, искористи го максимум патот, уште малце кидеш, до тука што чисто да се отвори видикот колку што можеш поише. Добро. Државно. Џамбо, да, право. И ти си инструктор. Таман. Да. Жмигавецот. Не, лепато за врат. Продолжуваме право. Не знам што ми е со жмигавците, дефинитивно треба многу повеќе да припазам на нив, но ги извозев сите потребни часови кои што ми престоат за градско возење со Стефан. Следува четвртото продолжение многу наскоро, каде што ќе полагам и ќе го објаснам целиот мој процес на полагање, колку пати полагав, на што грешев, на што паднав и така натаму. Топло ги препорачувам Автошкола Мартин за сите вас кои што сакате да полагате за А категорија. И дефинитивно направете subscribe, бидејќи многу ми значи вашата поддршка и бидејќи на ваков начин ќе продолжиме со уште поинтересни видеа, а допрва започнуваме. Така да направете subscribe и се гледаме многу наскоро со ново видео. Чао!